Тоа е гостувањето на ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев. Некако се поклопи со новата програмска шема која што започнуваме од денес на Универзитетското радио и токму денеска прв гостин во студиото на УГД ФМ е ректорот на Универзитетот. Ректоре, добре дојдовте во УГД ФМ. Добре ве најдов. На стартот ќе зборуваме за многу работи, но на стартот мораме да споменеме за уписите. Завршени се трите уписни рокови, почна веќе новата студиска година, студентите почнаа со предавање. Како сте задоволни од бројката најпрви на запишани студенти? Како што кажавте, ова е веќе шеста година поточно како запишуваме студенти и секоја година, значи на некој начин се и повторува сите тие гужви околу уписи, околу целата таа сложена постапка на прием на студенти. Лично сум многу задоволен од оваа година како поминавме на Универзитетот Гоце Делчев со приемот на студенти, како на домашните студенти, значи од Република Македонија, така и студенти кои што се повеќе доаѓаат од некои други држави. И бројката која што се приближува, речиси на 4000 студенти кои што пројавија интерес да студираат кај нас и некаде околу, како што сум информиран, околу 120 студенти кои што ќе изучуваат македонски јазик оваа година за да бидат спремни за наредната година да почнат со наставата на нашиот универзитет. Мислам дека е одлична бројка и тоа е резултат секако на големото ангажирање на сите нас во универзитетот, пред се почнувајќи од единиците па се до ректорската управа и до ректоратот. Сега бројката се зголемува. Која е генералната проекција на универзитетот, за колку студенти е проектиран на долг рок? Па добро, таа бројка стално ме прашуваат колку е проекцијата. Проекцијата беше 5-6 илјади студенти на почетокот, но еве веќе се завршува пета-шеста година, како што реков, шеста генерација, пета година сме како универзитет. И податоците кои што ги имаме од електронскиот индекс во прв, втори, трет циклус веќе се наближува на 18.000 и нешто, 19.000 студенти, кој што е број далеку од секоја проекција кој што можеше некој од нас да ја има на почетокот кога почна идејата за основање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и тешко кој таква бројка споменуваше тогаш. И јас бев во таа екипа. Никогаш не спомнувавме 19.000, секогаш беше 5.000, 6.000 и така ќе бевме многу задоволни ако има 6.000 студенти, а сега има веќе 19. Така, го спомнавте трендот на запишување на странски студенти, очигледно дека во сите години, односно во последните 3 години се забележува тој тренд на запишување на странски студенти, очигледно дека тоа не било само еден бранд, дека тоа веќе прераснува во континуитет. Што мислите, на што се должи ова, од кои држави најмногу студенти има и зошто? Тоа е интересна појава која се случи кај нас пред 2-3 години. Почна да се јавуваат така првите студенти кои пројавија интерес да студираат кај нас и од тогаш па до денес се повеќе и повеќе бројот на овие студенти се зголемува. Јас само ќе кажам еден податок дека универзитетите се на некој начин рангираат и се гледа нивниот квалитет од странските студенти кои што пројавуваат интерес да студираат на некој универзитет. Дали е тоа Универзитетот Гоце Делчев или Харвард или било кој универзитет. Значи бројката која што доаѓа од некаде, некои други граѓани кои се решили да студираат на некој универзитет кој не е во матичната земја е голема работа. Значи голема работа за тој универзитет. Сега зошто е голема работа? Затоа што тие странски студенти доаѓаат да го завршат своето образование, доаѓаат во тој универзитет да се стекнат со некои дипломи кои што ќе важат во нивната држава и тие финансиски средства кои што ќе потрошат нема да и бидат така залудно фрлени и на тој начин значи тие се од не знам илјадници, не знам колку точно има во Европа и Источна Европа и Блиска Азија, овде сигурно има десетина илјади универзитети. Баш овде доаѓаат некоја група на студенти и таа бројка веќе се движи према 400-450 студенти, што кажува дека можеби веќе Универзитетот Гоце Делчев достигнува некои квалитетни карактеристики кои што се препознаени од некои други
во некои други средини. Значи овде не може да се каже дека има политичка одлука, има пристрасност на Министерството за образование и наука према одреден универзитет, па доаѓаат студентите баш на тој универзитет. Значи тие работи ги нема. Или ќе ве одберат, или нема да ве одберат. Нема друго. Така е, знам дека многу често веќе во модерно доба на високото образование универзитетите се комерцијализираат, па се рекламираат и во странство. Знам дека, барем јас немам информација дека универзитетот Гоце Делчев имал некои агресивни кампањи во странство. Што мислите, дали ова единствено се должи на квалитетот кој што веројатно го знаат во одредени држави? Најдобра реклама е она која се пренесува од уста на уста. Тоа е најдобрата реклама, поготово па кога доаѓа за студирање на универзитет. За студирање на универзитет одлучува целата фамилија, целото семејство одлучува дали детето ќе го пушти во Штип, во Битола, во Белград, во Загреб или на некој друг универзитет. Тоа е фамилиарно прашање на некој начин. И кога ќе се донесе одлука, значи повеќе луѓе размислуваат и даваат сугестии кој каде ќе студира. И кога веќе ќе се одлучат за некој универзитет, мора да има нешто позади зошто се баш така одлучиле. Мислам дека е најдобра реклама, таа е најспора реклама, најспоро се проширува, но како се шири е и многу стабилна. На тој начин ќе се привлечат многу студенти, али е потребно повеќе време. Мислам дека за странските студенти доста играше влијание, голема улога одигра и нашата веб страна, која што и целиот овој сектор кој што го направивме, во кој се и вие наоѓате како вработени, кој на некој начин направи голема пропаганда и голема пробив во јавноста, не само во нашата, значи и надвор од Република Македонија, со тоа што веб страната е исклучително посетена и тие информации се прошируваат мощно брзо и не треба да, затоа што младите и ретко гледаат и телевизија, слушаат радио кога може да слушат, но интернет, Facebook, Twitter и такви некои социјални мрежи кои што постојат и кои што се многу експлоатирани од младите, а каде што сме ние присутни како универзитет, мислам дека имаше големо влијание. Така, и имаше годинава, се уште се задржуваме кај темата упис, имаше многу интереси за техничките науки, односно се зголемува на некој начин интересот. Кој е вашето мислење за ова? Зошто е тоа така? Техничките науки, можеби зголемениот интерес пред се доаѓаше и од самиот пристап према овие науки, затоа што и самото Министерство за образование и наука ја увиде оваа потреба дека треба да се популаризираат малку овие науки, затоа што се повеќе има потреба во сите овие слободни зони што се протежираат, во странски инвестиции кои што се планираат да се на некој начин етаблираат во нашата земја, имаат потреба од таков стручен кадар кој што има конкретно занимање, дали се тоа електроинженери, машински инженери, дали се земјоделски инженери, значи потреба од оваа струка која што во минатото некако не беше така популаризирана и не беше на некој начин увидено целата предност што може да има завршувањето на еден таков факултет. Значи сите сакаат повеќе во општествени науки, во хуманистички науки, многу малку во овие така наречени тешки науки, машинство, електро, архитектура, градежништво и така натака. Тоа е едната работа, а другата работа е ние како универзитет посветивме исклучително многу внимание во рамките на нашите и финансиски можности, во рамките на просторните можности што ги имавме, ги адаптиравме тие факултети најдобро што можевме, како што е Кампус 2, во кој има 3 од овие технички факултети, во кој што има рударство, земјоделие, информатика и така натака. Таму си машинство, овие програмите кои се во Штип. Понатака, први од објектите кои се средија и се адаптираа на некој начин е во Пробиштип објектот, кој е прекрасен, во Радовиш, еден од подобрите објекти. Понатака, исто така во Скопје доста вложивме во тој објект, Струмица, кампусот исто така и сите овие во Штип што ги спомнав.
сето тоа на некој начин даде резултат и зголемено запишување на студенти на овие факултети. Така, со оглед на тоа дека започна студиската година, веројатно голем дел од студентите се информираат за тоа што ќе ги чека на Универзитетот Гоце Делчев, за тоа што ги спомнавме и тие електронски форми преку кои што се информираат постојано студентите, но еве да посочиме кои се генерално новитетите со кои што ќе се соочат студентите годинава. Знам дека континуирано се работи на многу проекти кои што се започнати, некои се веќе во финална фаза, како например електронскиот индекс, пријавувањето, електронското рангирање беше за време на уписите, има можност студентите на веб страницата да си ги следат во живо резултатите. Кои се новитетите со кои што ќе се соочат студентите? Сите овие електронски алатки, да ги кажеме, кои што од самиот почеток некако го обележаа Универзитетот Гоце Делчев, ние од самиот почеток големо внимание посветивме на овие алатки. Некои во почетокот не ги ни сваќаа толку сериозно или мислеа дека имаме некои така фикс идеи околу целата оваа работа, но како минуваше времето, се повеќе и повеќе и од вработените и надвор од универзитетот ја сваќаат целата значајност на овие алатки. Јас само ќе спомнам дека ние пред 5 години први воведовме овие смарт или паметни табли. Значи тие табли пред 5 години ги воведовме во Универзитетот Гоце Делчев и тогаш беше тоа стварно новина, иако некои други универзитети се рекламираат дека сега тоа е направено за прв пат на Балканот. Или пак електронското запишување на студентите, тоа го правиме веќе 5-та година. Исто така некои универзитети се рекламираат дека оваа година е за прв пат кај нив направено тоа, но кај нас тоа е веќе традиција и веќе 5 години, можеби само првата генерација не беше електронска, инаку сите други генерации течеа во живо, со тоа што студентите се пријавуваа и можеа своите резултати и своите позиции да ги видат во живо каде се наоѓаат и се пријавуваа на ниво на универзитет. Тоа е многу тешко изводливо, затоа што добар дел од универзитетите и не се реално интегрирани. Кај нас тоа е релативно едноставно. Ако некој испадне од медицина, може лесно да се запише на хемија. Може би единствено од државните универзитети кои што функционира во интегриран. Да, тоа е дефинитивно во Република Македонија, единствено кај нас функционира на тој начин. И студентите, ние немавме студенти кои се вратени, кои сакаат да се запишат на универзитетот, не се вратени. Значи тоа е процес кој што си тече и тоа не е ништо ново веќе на универзитетот и секој од вработените и од студентите си го знаат како најобично нешто. И немаше гужви кај нас, немаше непотребни и ургенции и за запишување, затоа што секој си ги гледаше во живо своите резултати. Но сепак треба да се каже дека тој електронски индекс, кој е еден друг дел од сите тие електронски направи или алатки, оваа година ќе достигне својата кулминација или да речеме работна верзија која што ќе се пушти во употреба. Тоа е голема придобивка за самите студенти. Што ќе значи тоа? Тоа ќе значи дека самите студенти ќе можат своето досие да си го управуваат буквално од својот дом. Нема потреба да бараат некои студентски прашања, некои шалтери да стојат таму па да пријавуваат некои своји потреби, па дали тоа ќе се реши денес, утре или ќе треба да одоброволат некој од референтите на студентските прашања па да ги заврши работа. Значи тоа ќе биде се минато некое време во кое што ние по старите генерации едноставно израставме со тој начин на студирање и тоа ни беше најнормално. Кај нас тоа веќе ќе го нема. Значи верувам ако идат работите како што треба, околу нова година, веќе сите овие формалности што треба да ги направат студентите, ќе ги прават од дома. Ќе се најават со својот паспорт, што го добиваат од универзитетот, со своите картички кои што ги добиваат, ќе го потврдат својот идентитет што го имаат и ќе влезат во своето досие. Во нивното досие може да влезат само тие. Никој не може да влезе, ниту ректорот, ниту проректорите, ниту деканите, ниту било кој на универзитетот и не може да направи било што во досието. Значи само може студентите да си пријават испит, да си заверат семестар, да си пријават семинарска или
што се е дозволен системот. И друго, значи, може да го контролира целиот тој своето досие со сите своји уплати, дали ги има сите уплати, зашто се уплатени, колку имат уплатено. И тоа целосна контрола на студирањето. Целосна контрола, затоа што јас само ќе потсетам, и ние имавме такви проблеми и се уште се среќаваме со тие постарите генерации, да го завршат факултетот и кога треба да го земат уверението и почнува голготата на студентите. Значи, немаш таксена марка, изгубена пријава, не ти е заверен се, нема ти е уплатницата, потржија во финанси и така натака. Значи, на крајот, кој веќе е завршена целата работа, со студирањето, оние административните работи, толку непријатна слика му остават ќе му остане на самиот студент, да можеби на универзитетот ќе се сеќава по тие последните денови, отколку на се што било на универзитетот. И затоа, тоа ми беше на некој начин како мотив студентите едноставно да не знаат кај се студентските прашања, ќе отидат на крајот, ќе си го побарат уверението за завршената студентска програма, можеби од канцеларијата кај деканот, техничкиот секретар ќе го даде уверението, а студентски прашања нема да знаат што е тоа, што представува тоа студентски прашања. Верувам дека тоа е исклучително важно за оваа нова генерација за студенти кои пак од друга страна и не се можеби навикнати толку многу да чекаат по шалтери како по старите генерации. Од друга страна овде уште еден момент со електронската библиотека кој што ќе им биде олеснување на студентите, докаде тој проект се финализира. Тој проект е веќе финализиран и можеби баш од денеска ќе биде пуштен. Значи, станува збор за техничко прашање на кој сервер треба да стои таа апликација и така натака. Значи, тоа е веќе завршено. Придобивката од тој сервис што ќе се пушти на студентите е тоа што тие ќе ги добиваат овие учебниците, учебните помагала, скрипти, различни материјали, ќе ги добиват по електронски пат. Тие ќе си ги симнат. Значи, таа копија ќе биде заштитена за нив. Мислам дека еднаш или два пати можат да симнат копија, иста копија од нивната студиска програма. Тоа ќе биде дозволено, може да ја умножат, да ја испринтат, да ја ископираат и така натаму. Значи, што ќе прават зависи од нив. Можеби на овие iPod или од овие други компјутери, можат и од таму да читат исто така. И што се добива со тоа? Се добива да студентите не мораат да копираат и да прават плагијати на некој, се извинувам, да ги прекршуваат авторските права со тоа што ќе одат по фотокопирници да копираат материјали кои што припаѓаат на некој наставник и така натака. А наставниците па ќе добијат со тоа регулирани авторски права кои што ги исплатува универзитетот према нив. Значи, едната страна ќе биде задоволна и другата. Студентите ќе бидат задоволни со тоа што ќе ги имат материјалите од студиската програма, а наставниците ќе бидат задоволни затоа што ќе добијат некој авторски надоместок, затоа што во друг случај кога ќе ги испечатиме, кога ги направиме хартиени копии, не добиваа ништо, затоа што таквите книги никој не ги купуваше. Само се умножува. Само се умножува и ни правеа трошкови на нас на универзитетот. Плаќаме печатење на книги кои што никој не ги купува после, а се умножуваат по книжарите и скриптарниците овие нелегални копии. И на тој начин дојдовме до заклучок дека е попаметно да направиме оваков систем кој што ќе им биде во функција на студентите, но сепак треба да спомнам дека тоа се изданија на универзитетот. Нашите наставници што ги прават нивните овие помошни учебни материјали ги ставаат на електронската библиотека и ќе треба малку време, можеби година, 2, 3, 5, за десетина години додека се наполни таа електронска библиотека со различни содржини, ќе помине малку време, но сепак многу интензивно се внесуваат материјали што исто така
не изненади, можеби до сега има стотина такви учебници кои се ставени во електронска форма. Да позборуваме малку и за начинот на студирање. Во целост се имплементира Европскиот кредит трансфер систем. Имаше идеја студентите да имаат можност да избират предмети од другите факултети кои што не се од нивниот матичен факултет, по тој интегриран систем да функционира универзитетот. Докаде оваа идеја ќе имаат ли можност студентите? Така, новите студиски програми кои што почнаа сега, од 2012-2013, се по ова новиот начин на припрема на студиските програми 60-30-10. Значи, тоа е една овака малку сложена постапка, но за нас како интегриран универзитет можеби не е толку проблематична, затоа што сепак ги користиме ресурсите на универзитетот. Кај нас не е толку важно кој наставник каде се наоѓа, дали е на факултетот за образовни науки или на факултетот за медицински науки. Секој наставник е компетентен и стручен за одредена научна област, во која што има магистрирано, докторирано и целата постапка за избор се има завршено. И на тој начин нашите наставници, независно од која единица доаѓаат, ги покриваат предметите на ниво на универзитет. Има студиски универзитетски предмети кои што се наоѓаат на повеќе единици и тоа е за прв пат така направено. И се надевам дека веќе од втората година ќе биде ќе видиме како ќе функционира, затоа што студентите на ниво на универзитет ќе одбираат на кој предмет го сакаат од тие универзитетски да го запишат. Во првиот и вториот семестар мислам дека се јазиците како изборни предмети, еден од странските јазици, светските јазици, а веќе почнувајќи од третиот, четвртиот, петиот и така натаму семестри има универзитетски предмети. Мислам дека можноста што го дава електронскиот индекс, можноста самите студенти да си бираат што сакаат и да си го прават својата студиска програма, да ја креираат во кој сакат правец, некој во одредено подрачје, тоа ќе зависи од нив. Мислам дека ние како универзитет сме веќе спремни и тоа ќе го реализираме во потполност. Да, верувам дека и ваквиот начин на студирање е единствено можен во концепт на интегриран универзитет, затоа што останатите универзитети кога имаат расцепкани единици, веројатно нема да имаат контрола на тоа кој студент што е избрал на кој факултет. Ја не знам како ќе се направи тоа кога има раздвоени субјекти внатре во универзитетот, кога има поголема автономија во одлучувањето на организацијата на студиските програми, но да оставиме тоа на другите универзитети, ние да се грижиме за нашиот. Мислам дека нашиот универзитет со помош на овие толку споменати електронски алатки на кои што посветуваме многу внимание, кои што и по сите овие препораки кои што се даваат за развојот и движењето на универзитетите во Европа е на прво место, значи електронскиот систем како база, како еден од главните столбови кои што го држи интегрираниот универзитет. Инаку многу тешко е да се целото тоа организира. Кој спомнавте универзитетите во странство и развојот, соработката секако на угада со универзитетите во странство постои и постојано се интензивира. Размената на студенти често ја споменувате како приоритет на универзитетот. Во колкави размери се остварува оваа размена на студенти, како се одвива тоа, практично има ли универзитетот една генерална политика за размена на студенти? Имаше застој на ниво на нашата држава во Еразмус програмите за размена на студенти, кој што не беше по наша вина, значи тоа беше вина на агенцијата која што требаше тоа да го организира на некој начин. Имаше застој, но сега веќе тој застој е одблокиран на некој начин и почнува интензивно да се потпишуваат договори за размена на студенти. Во прва фаза ќе бидат нашите студенти ќе одат во странство на универзитети со кои што секојдневно потпишуваме договори за размена, затоа што има доста голема документација и се потпишуваат договори, пропратни писма и така натака, за да може да се
направи предиспозициите за размена на студенти, односно во прва фаза, кој што кажав, нашите студенти да одат некаде да студираат еден семестар, можеби 2 семестри, али во повеќето случаи еден семестар, да поминат на некој од странските универзитети. И тоа е многу добра работа. На почеток добро е нашите студенти да заминуваат, кој ќе имаме и ние малку повеќе искуство, па ќе почнат и странски студенти, кој што ќе биде нова фаза во развојот на нашиот универзитет, кој ќе почнат од многу универзитети во странство да доаѓат кај нас. Замислите, сега зборуваме за странски студенти кои што ги имаме од Србија, Бугарија, највеќе од Турција, од некои други земји кои што доаѓаат кај нас и која бројка е некаде околу 400 студенти. А може таква бројка да добиеме од размена на студенти од некои други универзитети кои што ќе дојдат да поминат еден семестар кај нас. И тоа ќе биде еден нов импулс кој што верувам многу ќе го зголеми квалитетот на самиот универзитет или ќе ги потикне сите структури внатре во универзитетот да малку на едно повисоко ниво се организираат внатре во самите единици и самиот универзитет. Кога сме кај ова поврзувањето со универзитетите во странство, колку сме ние далеку од реализација на студирање на далечина? Знам дека електронски системот е воспоставен, следење на операција во живо преку тие видеоконференциски врски, па на факултетот за медицински науки често има предавање, знам, минатата студиска година имаше предавање на професори од Харвард, директно се вклучуваа со видеоконференциска врска. Колку ние сме далеку тоа да стане, речиси, секојдневна пракса да се користи тој систем на видеоконференциско поврзување или студирање на далечина? Видеоконференциското поврзување е една исто добра можност која што се нуди на студентите на многу универзитети. Таква опрема постои кај нас во универзитетот и ние ја за прв пат применивме, мислам, пред 2 години, кога првите предавања од Вашингтон на универзитетот во Вашингтон и овде беа направени кај нас, значи тие линкови и можеше предавањата да се следат преку овие видеоконференциски врски. Понатака следење на операции во живо од операциона сала, кои што се гледаа во амфитеатрите, кои што беше исто така многу интересно. И оваа година операцијата која што се одвиваше на око во клиничката болница и која што течеше во живо до амфитеатарот. Значи, таква обрема постои и зависи од иницијативата на самите наставници. Наставниците се тие кои што треба да ги инициираат сите тие активности на некој начин, а ние како универзитет и како управа тоа го поддржуваме и ги даваме сите можни логистики за една таква активност да се направи. Сепак, пак ќе кажам, зависи од наставниците, ако имаат желба, волја за нови работи, и од деканите секако зависи, универзитетот и стои на располагање, таа опрема постои и мислам дека веќе повеќето од вработените се свесни за овие придобивки и мислам дека многу брзо се повеќе ќе се зголеми тој интерес за овака предавања од далечина. А кога го спомнувате овој другиот дел, значи учење од далечина или за кој што и повеќе универзитети заговараат дека ќе може да се прават студиски програми кои ќе се на некој начин поминат или ќе се завршат цели студии преку компјутер. Ние барем за сега не планираме да се развиваме во тој правец. Го развиваме електронското учење како помошен метод во учењето на целиот универзитет. Како што знаете, ние още од самиот старт направивме Центар за електронско учење, кој што го имплементираше тој Moodle систем и во кој што има повеќе од неколку илјади предавања кои што се ставени во тој систем и кои што активно го користат нашите студенти. Мислам дека сме и лидери во користењето на тој систем. Тамо постои една екипа која што се ентузијасти и кои го терат тој проект
така да биде успешен како што е до сега. И мислам дека во тој правец ќе продолжиме да го развиеме тој проект. Сега за сега, значи, не планираме да имаме студиски програми кои што ќе бидат целосно со на некој начин адаптирани на учење од далечина и целата студиска програма да може да се заврши преку интернет и да се добие диплома. Сега за сега мислиме дека тоа е непотребно. Тоа го цениме само како помошна алатка во целиот систем на учење. Спомнавте дека некои од светските универзитети веќе заговараат колку тоа ќе се реализира, очекуваме да видиме колку универзитетот Гоце Делчев учествува во креирањето на политиките за високо образование на државно ниво, како се прави тоа? Па секако универзитетот Гоце Делчев преку институциите кои што постојат во државата, како што е Интеруниверзитетската конференција, ректорската конференција, ние активно учествуваме таму и го даваме своето мислење и своето видување на многу работи. Исто така инициираме многу работи да се променат во самиот систем на едукација. Можам да приметам дека и во многу случаеви и самото Министерство за образование и наука гледа во нас како институција кои што се применуваат некои нови работи кои што дотогаш не биле вообичаени во високото образование во Република Македонија и на некој начин не посматраат како нешто ново во одредени области кои што можат понатака да го преточат и во законска регулатива. Ја ќе споменам само неколку работи како што беше овој што го спомнуваме електронскиот индекс, електронските картички. Ние ги тие работи направивме пред законот да биде донесен. Па и Центарот за кариера, задолжителната пракса. Центарот за кариера, задолжителна. Тие работи ние ги не дека ги измислуваме ние и не може да ги измислиме сите тие работи. Едноставно ги гледаме од подобро организирани универзитети, од универзитети кои се етаблирани на здрави основи, на здрави темели, кои се надвор од Република Македонија и сакаме да ги применеме кај нас. Значи, да ќе измислуваме нешто ново. Не, можеби некои начини на реализација се нови, али во суштина тие се познати работи. Така, постојано има новитети затоа што релативно млад универзитет се работи на проширување во сите аспекти. Од оваа година има нови студиски програми, од каде идејата за нови студиски програми, како тече реализацијата? Ова година ги средивме сите студиски програми на тој начин што и законската регулатива тоа ни го налагаше, да ги средиме 60-30-10 и тоа ни беше одлична можност да поминеме можеби повеќе од 3-4 месеци, можеби 5 месеци во текот на пролетта, да ги средиме сите студиски програми кои што ги имавме и сите оние недостатоци од самите имиња на предметите па до кредитите кои што ги носат во задолжителноста или изборноста и така натака. Значи многу недостатоци кои што како млад универзитет не сме имали доволно искуство да ги предвидиме во самиот старт. Сега беше шансат сите тие работи да ги коригираме, да ги испегламе и мислам дека веќе универзитетот има многу добри студиски програми кои се веќе и лесно препознатливи со други универзитети. Многу се едноставно направени и лично сум задоволен од повеќето студиски програми за кои што веќе имаме и добиено акредитации. Имаме и неколку нови студиски програми кои што секојаш ќе ги има. Универзитетот не е фиксна и зададена структура која што еднаш кога ќе се донеси, така ќе остане со години. Ако имаме таков концепт, значи тоа секако ќе оди во негативна насока на развојот на универзитетот. Секојаш ќе мора да има нови студиски програми, нешто ново, некои ќе се укинуваат, некои ќе се реакредитираат, други ќе се донесуваат како такви, како нови. Ова година за прв пат овие студиските програми по класично сликарство од областа на уметностите, кои што за нас предизвик затоа што ќе учествуваат и одредени наставници кои се од Русија, надвор од Република Македонија и мислам дека тоа е една добра иницијатива и има 10 студенти кои што се пријавени. 10 студенти за таква студиска програма, мислам дека е
повеќе од доволно, затоа што тоа се мали групи и не би очекувале да има поголеми групи од 10 на 15. Дури изненадувачки добра Да. бројка за таа програма. Зошто сте одлучивте дел од професорите да бидат од Русија токму за студентската програма по класично сликарство? Дали тој тренд на професори од странство ќе продолжи? Дали тоа е дел од стратегијата на универзитетот? Да. Така се наметнаа контактите кои што ги имавме за да дојдат наставници од Русија, затоа што и тамо таа школа некако е наизразена, значи постои како таква. Јас не сум во таа област, што ги слушам колегите што зборуваат и се наметна, значи, една иницијатива која што ја прифативме ние да ја организираме на универзитетот. Сега имаме многу оние првични проблеми кои што како за секоја друга студиска програма, простор, технички персонал, кадар и така натаму, но не ни е прв пат, мислам дека тоа ќе го средиме за 5-6 месеци до година дена и таа студиска програма ќе продолжи понатака да се живее. Има ли идеја за професори од странство често да предават? Дали тоа е вклучено како дел од плановите на универзитетот? Да, на тоа не ви одговорив. Значи, универзитетот има намера, сега во наредниот период, има намера да анимира наставници кои што се наоѓаат на некој од универзитетите ширум светот, а кои што имаат македонско потекло. Ние веќе собираме податоци и имаме некаде околу 10-15 до сега, а мислам дека многу брзо ќе дојде до 20 на наставници кои што имаат потекло од Република Македонија. И кои што работат на некој од универзитетите, има и во Токио, во Вашингтон, во Лондон и така на разни страни, и има добро расположение од такви наставници да одредено време поминат на универзитетот, дали тоа ќе биде во концентрирана настава, дали ќе ги интензивираме овие видеоконференцијските врски, но првично треба да завршиме целата постапка околу нивното правно ангажирање на универзитетот, дали ќе ги избереме во визитинг професори или во насловни звања, затоа што тие се веќе државјани на Република Македонија. И на тој начин планираме некаде околу 20 наставника во различни области да бидат ангажирани во наставата, кои што ќе донесат нешто ново и свежо од некаде во светот. Со релативно малку финансиски средства, затоа што со добар дел од нив и не разговараме за некои посебни услови, освен авионска карта или некој хонорар, како што и за било кој друг наставник што го плаќаме. Значи, на некој начин сакат да помогнат на универзитетот, ние сме отворени и сакаме тоа да го на некој начин убрзаме. 20 или 30 наставника кои што предават на некој од светските универзитети е многу голема работа. Тоа е едното, а другото е има интереси од наставници кои што не се македонци, не се од Република Македонија, него се од Соединетите Американски држави и од некои други држави кои што преку одредени организации сакаат да поминат одредено време во Република Македонија, на нашиот универзитет. Тоа не е дека само доаѓаат на нашиот универзитет, туку тие се движат на многу универзитети во светот, поминат одредено време, дали еден семестар, една година, тоа и се рачуна во нивното CV, во нивната биографија, а ние сме отворени за да ги искористиме таквите можности. Ова година мислам дека има двојца такви наставници кои што дојдоа. Наредниот семестар уште двојца ќе дојдат и наредната година веќе од сега преговараме, затоа што тие се многу прецизни со своите термини, услови, барања, дури ги сакат и предавалните во кои што ќе предаваат и колку седишта има во тие предавални. Значи мора да бидеме максимално сериозни околу целата ова работа, но мислам дека и тоа многу добро за универзитетот. На тој начин може да се добие едно, сето ова што го зборуваме, нашите студенти да отидат во странство, да имаме можности наставници од странство да дојдат кај нас, праксите кои што почнавме со тие размини, еве кој што беше оваа година
од факултетот за туризам и бизнес логистика поминаа не знам 2-3 месеца во Германија во убави овие хотели во кои што можат дел од својата пракса да ја обават таму или пак од медицинскиот факултет посетата која што секоја година се случува во универзитетот во Самара. Понатака нашите студенти од медицинскиот факултет мислам дека од оваа година малку поинтензивно ќе го стимулираме нивното заминување во Нимберг, во клиничката болница во Нимберг, каде што исто така ќе обавуваат дел од праксата. И тоа е она на некој начин што и нас како универзитет ќе не направи уште попрепознатлив и уште поотворен. И затоа што сепак живееме во мала средина, ние сме мал град, 50-60 000 жители, но мислам дека може да биде и предиспозиција таков мал град, мала средина за да се развие успешен универзитет. Многу ме заинтересира идејата, тоа е одлична идеја да се вратат дел од професорите или од тој образовен кадар кој што отишол во странство или тој процес на одлив на мозоци да се врати назад, од тие години кога многу од младите луѓе заминуваа во странство. Сакам да ве прашам, има ли расположение кај тие професори да се вратат назад, веројатно од X причини отишле во странство да предаваат и да работат таму, има ли сега интерес да се вратат повторно? Па ние имаме неколку наставника такви кои си имат вратена на факултетот за информатика, на земјоделскиот факултет. Значи имаме на универзитетот сигурно едно 5-6 такви наставника кои што во минатото дошле кај мене во ректорат, кажале што мислат како мислат и така ги избравме во наставни звања првично, па понатака целата постапка кога добиеме согласности ја трансформираме во постојано вработување и на некој начин тешко е, јас и нив ги разбирам, значи тешко е да дојдете од некаде, од некој универзитет, да дојдете во Република Македонија и да сакате да се вратите и да останете назад, ама и тоа да го направите на некој квалитетен начин, значи не да останете само за да останете таму кај што сте родени, кај што сакате да бидете, треба и да работите нешто, треба да имате адекватно место за да се реализирате како таков. Значи, ако сте некаде на некој универзитет во странство и да се вратите, секако ќе ви биде потребен некој универзитет овде да ве прифати. И ние како универзитет тоа го поддржуваме. Пак ќе кажам првично како насловни звања, пак ова ќе изгусти некогаш во нивната кариера, да знаат дека имат некој универзитет кој што на некој начин ќе ги прифати и да си го осеќат како свој. И тоа е едно исто интересно чувство кога тие имаме неколку такви наставника кои се избрани како насловни, а не се постојано вработени кај нас и се наоѓаат некаде во странство, работат на проекти или така се движат по тие кругови. И секојаш кога имат време, дојдат кај нас и си го осеќаат некако универзитетот како свој. И можеби во иднина кога и платите ќе бидат поголеми малку, можеби ќе имат поголеми интереси да се вратат. Так, зборувавме и за студентските програми, но не спомнавме дали има некои конкретни планови за студентските програми кои што дали ќе се прошируваат, дали ќе се стеснуваат. Има ли некои конкретни планови за тоа да, например, можеби ќе се исклучуваат некои програми кои што не се бараат на пазарот на труд или пак ќе се уведуваат нови програми? Некои конкретни идеи дали постојат? Мислам дека универзитетот треба да ги стабилизира постоечките студентски програми, затоа што во изминатите неколку години, за овие 6 години како постои универзитетот, или 5 календарски години, имаше 2 промени на студиските програми кои беа зададени со Законот за високо образование. Значи едната беше 2008, 2009 и другата беше сега 2012. Тоа се многу големи промени на ниво на универзитет. На било кој универзитет промени на студиски програми предизвикува големи турбуленции внатре во системот, затоа што понатаму има многу проблеми со заостанатите студенти кои што заостануваат
во студирањето, затоа што веќе наредната генерација студиските програми се променети. И тоа дополнително ги комплицира и онака комплицираните односи на универзитетот и мислам дека потребен е еден период на мирување, еден период да се стабилизираат студиските програми на универзитетот, со тоа што да може барем една генерација да излезе со стабилни студиски програми, а во меѓувреме некои од постоечките студиски програми можеби наредната година нема да бидат дадени на конкурс како неатрактивни или се покажале дека слаб има интерес кај студентите. Тие ќе бидат на некој начин ставени во мирување, а секогаш има простор за нови студиски програми за кои што ќе цениме дека има интерес и дека ќе може да се запишат студенти. Она што како практика ќе го применува универзитетот е менувањето на студиските програми, постоечките студиски програми од град во град. На некој начин тоа ни потврди дека одреден интерес за одредени студиски програми може да се засити во одреден период, да речеме во Струмица имаме подолг период информатика, може да замениме со правни науки или со економија или со некој друг со некоја друга студиска програма. И на тој начин може да ги движиме студиските програми во различни средини кои што не захтеваат од друга страна и некои ресурси како лаборатории, како технички помагала. Овие факултети кои што имаат таква потреба од лаборатории, технички помагала, многу тешко е да се движат во дисперзиите и мислам дека сите тие студиски програми треба да се вратат на едно место со малку движење во дисперзиите затоа што е многу комплицирано за организација. Често се зборува за инфраструктурните проекти на универзитетот. Завршени ли се сите, привршуваат ли, докаде на пример изградбата на објектот во Ново село, новиот ректорат, започнува ли изградбата на медицинскиот факултет, новиот објект и слично, докаде се тие инфраструктурни работи? Тие се големи проекти кои што во добар дел и не зависат од нас како универзитет. Затоа се потребни финансиски средства кои што треба да ги одреди Министерството за образование и наука преку донесувањето на главниот буџет на Република Македонија, во кој што ќе бидат предвидени финансиски средства за одредени објекти, такви капитални објекти. Можам да со сигурност да кажам дека објектот во Ново село е веќе во завршна фаза. Тој објект е комплициран за изведба затоа што мораше се да се задржи така како што било од надвор. Внатре има промени, но тие промени се онака повеќе од декоративен аспект и мислам дека ако биде секако што треба, а се надевам дека ќе биде, до нова година тој објект да биде во завршна фаза, преко сила да биде за 27 март неговото свечено отварање и преселување на ректоратот во Ново село. Со тоа мислам дека ќе почне нов период на Универзитетот Гоце Делчев, некако тој објект лично така пречувствувам дека ќе му даде некоја дополнителна душа и дополнителна енергија која што самиот објект како таков ја носи од самата историја што е во него. И тоа ќе биде една голема квалитетна промена која што ќе се случи во самата душа на самиот универзитет. Што се однесува до другите објекти, во добар дел се завршени овие инфраструктурни работи, останува како приоритет Гевгелија, објектот кој што имаме во Гевгелија, кој што беше и проблем да најдеме објект, а веќе го имаме, и тој објект треба да се реновира и се надевам дека во наредните 6-7 месеци ќе биде завршен. Кампус 4, кој што е неизлезот на градот, Кампус 4, по моите информации, во завршна фаза се преговорите кои што ги прави Министерството за образование и наука со собственикот на објектот, кој што е во нивна надлежност, и мислам дека тој објект ќе биде купен од страна на Министерството за образование и наука и на тој начин ќе го решиме тој проблем со овие општествените науки, Кампус 4.
тешкиот проблем и секогаш го спомнуваме за организација е сепак медицинскиот факултет. Медицинскиот факултет како таков е многу голем, многу обемен и многу сложен за организација. Таму учествуваат многу наставници, многу соработници И запишува и многу студенти. и запишува многу студенти и просторот кој што треба да се обезбеди за тој факултет и текако значаен. Мислам дека сме на добар пат ова што го имаме да го средиме, тоа е текстилното училиште, старото текстилно училиште, кој што ќе се пренамени за медицинскиот факултет. Добар дел од овие базични науки кои се во медицинскиот факултет ќе бидат тамо, оние институтските предмети ќе бидат тамо стационирани. Има некаде околу предвидено 14-15 лаборатории, до сега постојат 3-4 лаборатории современо опремени и уште 13-14 лаборатории кои што и текако ќе биде доволно за медицинскиот факултет. Старото детско или сегашниот деканат на факултетот, можеби целиот ќе премине во Универзитетот Гоце Делчев со преселба на овие деловите кои што ги држи клиничката болница во новата зграда која што мислиме во завршна фаза овие припремите за изградба. И останува нашиот објект кој што го споменуваме, за кој што имаме се, имаме документи, имаме одобрение за градба, имаме ослободување од градот за комунали, значи имаме се, само немаме доволно пари за да го направиме тоа. Се надевам дека многу брзо самото Министерство за образование и наука ќе излезе во пресред да почнеме со градбата и јас верувам дека се што почнало да се прави и ќе се направи. Проблем е да го ставиме камен темелникот и да ја направиме првата плоча или карабина, ја мислам дека тоа ќе биде веќе направен објект. Но за сето тоа се потребни средства. Јас сум и свесен дека ние сме само неколку години, 5 години и покрај целата добра волја што имаме, не можеме да направиме се да биде како некој универзитет кој што е 100 години или 50 стар. Така, ректоре, не останува уште многу време и да не ве задржувам вас премногу. Ќе финализирам сега со уште едно-две прашања. Ме интересира и за студентите да споменеме нешто. Универзитетот често е поддржувач на тие социјални активности на студентите. Денеска пред малку имавме пресконференција по универзитетот како поддржувач на Интерфест, фестивалот во Битола. Се поддржуваат такви културни активности. Од каде мотивот за ова ќе продолжи ли ова пракса на универзитетот? Универзитетот мора да ги поддржува сите тие активности, инаку ќе биде организација која што нема многу да се разликува од една гимназија или некоја друго средно школа. Универзитетот мора да биде иницијатор на овакви настани, затоа што покрај ова образовната мисија што има самиот универзитет, си има и своја културна мисија. Ние тие работи не може да ги поделиме еден од друг. Не може само да се задржиме на образовниот дел, значи мора и онај другиот културниот дел, социјалниот дел да го негуваме. На тој начин ја правиме мисијата која што има самиот универзитет како и научна, и наставна, и културна институција. Ние имаме факултет за музичка уметност во кој што има многу добри и познати уметници и кои што даваат свој допринос за организација на едни вакви настани. Организирање на еден концерт на кој што ќе учествуваат 50, 60 или 100 луѓе, тоа е голема работа и мислам дека единствено вакви организации како што се универзитетите може да дадат логистика и на некој начин да ги поддржат таквите иницијативи. Така, ректоре, сосем за крај, кои се генералните планови, односно во која насока ќе се развива универзитетот под ваше раководство? Па имаме многу планови, но сепак би го истакнал најтешкиот, а тоа е зголемување на квалитетот во секој смисол на универзитетот, кој што не е само обична желба или неколку збора, тоа е многу комплексна работа.
зголемувањето на квалитетот на еден универзитет е работа која што има многу проблеми, многу енергија, многу спротиставени ставови на начинот на организацијата на самата институција. Тоа е, мислам, најтешкиот дел за кој се определивме уште на почетокот на овој вториот мандат. И мислам дека тука ќе зголемиме својата енергија за зголемување на квалитетот и за подобрување на сите процеси кои што се внатре во универзитетот, од постапките на избор, од научно-истражувачката работа, наставниот процес, примањето и понатамошната работа со студентите, практичната работа, изготвувањето на наставни материјали, наставни помагала, подобрување на социјалниот живот и на крајот секако и ова подобрување на сместувањето на студентите, изнаоѓање начин на згрижување на странските студенти кои што доаѓаат овде, дали по размена или студирање, во смисол на подобрување на условите во домовите, исхраната, превозот и многу други работи кои што тек ќе се отвараат како големи предизвици за самиот универзитет. Значи не мора само да правиме нови згради и да ги реновираме постоечките згради, значи имам некои малку посуптилни работи кои што на изглед не се гледаат, а се многу важни за универзитетот и важни за неговото понатамошно етаблирање во универзитетската помеѓу универзитетите како во државата, така и надвор од државата. Ректоре, ви благодарам многу за разговорот. Имам уште многу прашања, но се надам дека ќе имаме и наредна прилика и ќе ни бидете повторно гости на Универзитетското радио и благодарам за разговорот. Благодарам на вас.